Добро ви вечер, драги мои. Да, многу солзи, се исплакуваме, се радуваме. Тоа впрочем е животот, составен и од подеби, од падови, составен од многу работи комплетна нашата слика или сето оно што е една борба нашата, што го прави нашето секојдневие поразлично, такво какво што е, но најважно веројатно е да научиме како да станеме после секое паѓање, како да научиме дека секоја препрека е тука само да ни покаже колку сила има во нас и колку можеме многу повеќе. Убаво е да научиме и како да споделиме сето оно што е наше животно искуство, сето оно што не прави поразлични, сето оно што ни представува во моментот некаков проблем, да знаеме да го споделиме или решението на нашиот проблем, да бидеме искрени и отворени да го кажеме, знаејќи дека можеби некому и ќе помогнеме. Вечерва отворено и искрено и на тема дислексија, за тоа што значи човек кога се бори во животот за нешто што не знае се случува и како таа борба и тоа секојдневие може да прерасне во еден голем успех. Вечерва со едни прекрасни гости и затоа велам останете, има што да слушнеме вечерва. Добро вечер за Марко Колев. Добро ни дојдовте во Жилет. Ќе се запознаеме, иако веројатно вечерва сега на прво ќе речат, градоначалникот на Велесе во емисија. Нема за политика да зборуваме. Многу ми е драго што сте овде, повелете и добро вечер. Иако дамата на крај не помалку важна вечерва, Катерина Николовска. Добро ни дојдовте. Благодарам што вечерва сте со нас. Благодарам и вам. Ајде да се опуштиме. И реков, иако ја споменавме веднаш на старт функцијата, тоа нема вечерва да ни биде апсолутно тема на разговор. Ја споменав дислексијата. Тоа е нешто што е присутно, нешто што низ години ве дознавме дека и тоа како бројка го има кај нас, односно во раната возраст кај децата се препознава најчесто и се појавува. Тоа е проблем со, ќе ни објасните подетално, нели, со читањето и така натам, иако до пред неколку години мислам дека беше апсолутно некако и сериозно табу. Табу тема беше кај нас, ниту се зборуваше, ниту нешто луѓето имаа посебно информации и веројатно од таму излегуваше и целото тоа непознавање на тој проблем околу дислексијата. Вие како академски професор кој што се грижи за јазикот и ги правите обуките и за тие ќе зборуваме или едноставно целиот тој процес го олеснувате веројатно и на децата и на оние кои имаат семејства проблем или имаат во семејството проблем со дислексија и за таа тема ќе зборуваме, но Марко решивте да излезете јавно и токму да зборувате на тема дислексија, бидејќи вие најубаво знаете од прва рака што значи битката во секојдневието и во животот кога не ни знаете што ви се случува, а имате дислексија. Добро, за оваа состојба јас фактички дознав и пред 2 години, случајно, со една моја драга пријателка, пиевме кафе на Велешко езеро и зборувавме за отворени работи. Се постави тема читање, дислексија, фактички нејзина блиска пријателка, имало дете со потешкоти во читањето. Тогаш го слушнав и прв пат и терминот дислексија, со тоа што одеше мојот во тоа како јас да и кажам на мојата пријателка дека нејзиното дете има проблем. Да, како да си го реши проблемот. И тука јас реков, чекај, да и малку подетално раскаже ми за дислексијата. Ми кажа дека има здружение во Скопје Ајнштеин кој работи со оваа проблематика, дека има тренери, дека тоа е состојба поточно потешкотија во читањето. Отидов јас за краток временски период во Ајнштеин, видов со Славица, продискутиравме, направивме неколку теста и се воспостави дека јас ја имам таа состојба која се нарекува дислексија, со која живеам 37 години имам, пред 2 години. И за која немате диагноза до пред 2 години? Да. И сум се мачал, уште од прво деление може да се каже, па до пред 2 години, сега многу полесно, барем знам каква состојба е. Да, апсолутно. Зошто толку долго? Зошто ни себе периодиве, ова поприлично е вистина долго, немавме ниту информација, ниту можат луѓето да добијат информацијата кога за ваков проблем станува збор? Па вака, дури на глобално ниво, дислексијата некако е многу млада гранка на целата таа наука околу читањето. Кај нас секако дојде малку подоцна и мислам дека од пред неколку години почна малку повеќе да се крева свеста за тоа, меѓутоа толку долго веројатно затоа што е некако невидлив проблем.
тешкотија која што не е така видлива во училница и многу често се препишува на манифестации кои што се секундарна последица од оваа тешкотија, тоа е однесување или се етикетираат дечињата со некои називи нели кои што не се соодветни затоа што не сме имале можност да го идентификуваме тоа и да препознаеме што точно се случува всушност. Но тоа прави сериозен проблем, претпоставувам, можам да претпоставам. Само човек со дислексија, да. Секој врата може да знае, болни веројатно, теми, болни теми, за кои што отворено прв пат зборувам, значи лицата со дислексија, тоа што го имаат поминато во нивниот образовен процес без да знаат да имаат соодветен третман, е многу тешок процес. Значи сега во нашиот образовен процес од второ деление почињаат со букви и со читање, но мојата генерација беше од прво деление. И во школата кај што учев во Кирков имаше и психолог и педагог. И многу често знам да го кажам тоа во изметиве 2 години, значи не дека не работеле источните служби во школото, но тоа некако го поврзувале со друга состојба. Во тој временски период имав јас жолтица, така се каже, бев во болница месец, после имав некој период на заздравување, и изгубив некаде околу 2 месеци и врз основа на тоа психолозите и педагозите мислеа дека го припишуваат тоа дека децата почнале со изучување на буквите, јас сум дошол на Флуцка, или па вториот момент, пошто јас сум 84-та, одев со 83-та на школа, па тоа дека сум тргнал Макуцка, да. Али тоа што после тоа што се случува и доживува е страшно сериозно. Вие не можете да ги препознавате буквите соодветно на тоа како се пишуваат, како се изговараат и како се читаат уствари. Тука е главниот проблем. Значи има повише бидејќи има различни спектри. Тоа може постручно да се објасни, значи мојот проблем е, јас убаво гледам, немам никаков проблем со видот, но ако го гледаме мозокот како мозок, имаме две хемисфери, пошто изметиве 2 години многу читам за дислексијата, левата страна кај што се сместени фактички читањето, пишувањето, изразувањето е помалку развиен од десната страна и тука е тој проблем во делот на очи, мозок и конекцијата. Дополнително психичкиот момент е многу битен, заради тоа што ние се уште живееме во општество каде што дискриминацијата е на највисоко ниво и некој дете ако не знае да чита добро, тука се навредува со многу поградни зборови и психичкиот момент на затварање е многу битен. Тоа сум го доживеал јас, не само јас, и неколку дечиња кои во тој временски период имавме потешкоти со читањето, бевме навредувани и дополнително сме се затварале, јас некако до момент веројатно да си каже човек на себе не ми се оди во училиште, не сакам да одам. И тоа, а посебно македонски јазик, поточно кога сме имале предметот македонски јазик, тоа било трауми кои што до ден денеска ги чувствувам, но се борам, се носам со тие трауми, така да и за тоа решив и јавно на телевизија да проговорам заради тоа што бидејќи ова се ситуации кои нелесно е човек да ги сподели. Вие сте минале сериозен период во животот, проблем сте го надминале, уште подобро, односно подобро, за вас потешко, но подобро да се излезе, да се каже некогаш, отколку никогаш, бидејќи верувам вечерва дека и ќе допрете до нашата популација, луѓе кои имаат проблем, сличен проблем, семејства, и убаво е кога ќе се препознаеме, односно ќе се препознае некој дека не е единствени сам, дека и некој друг го минал патот и има сличен проблем, така да препознавањето на проблемот и во други луѓе и ситуации, луѓе кои па успеале уште подобро да го надминат, е секогаш помош, затоа верувам и дека вечерва буквално ќе допреме баш онаму каде што треба и убаво е да зборуваме отворено за проблемите кои на луѓето им се случуваат, вечерва конкретно и за дислексијата. Верувам дека заради тоа што статистиката покажува дека околу 10 до 15% од населението во Македонија има дислексија, додека во Англија кај што имаме друго говорно подрачје има до 30% со дислексија, додека наистокот во Кина имаме 1%, заради тоа што луѓето со дислексија имаат многу изразета фотомеморија. Значи јас имам многу изразена фотомеморија, можам да го скенирам тоа што го и да го кажам. Најголем проблем е тоа што не се зборува за оваа состојба, уште помалку се работи на оваа состојба, а имаме во секој клас по неколку дечиња каде што треба соодветен третман. Првен родителите да бидат информирани, заради тоа што родителите
не знаат што им се случува со нивните дечиња. Значи, јас сум одел и на лекар, сум ја снимал и главата, сум одел на третмани каде што сакав да открием што е тоа, уствари не ја снимам никаков Веројатно проблем. агонијата била најмногу ваша дома, во Да. домот, во семејството, кога ниту во родителите знаеле, ниту вие за што станува збор, каков е проблемот, од каде доаѓа. И сега во тоа барање помош, веројатно човек уште повеќе па и се губи и уште повеќе влегува во, што велиме, една црна дупка од која мисли дека нема излаз. А решението е и едноставно во оваа ситуација. Зарем не? Да, решението е терапија во училница или образовна терапија, затоа што колку и да е проблемот и тешкотијата невролошка, сепак е невролошка затоа што да, како што кажа, има еден дел од една регија од мозокот кај овие луѓе кои што имаат дислексија не функционира онака како што функционира кај типичните читатели. Меѓутоа тоа не значи дека не може со работа да се постигне, односно условно кажано да се разбуди тој дел од мозокот. Така што она што е интересно за дислексијата е немаме центар за читање како што има центар за говор, па затоа може многу лесно да се моделира тоа и преку терапија во училница да се работи на будење на тие функции. Решението и не е едноставно. Едноставно е доколку знаеме за ова и доколку ги примениме правите пристапи, вистинските начини нели на работа со овие дечиња во училница, затоа што не постои ни една друга терапија која што може да им помогне. Се што треба да се направи е да се смени пристапот на работа и експлицитно да се поучат на читањето. Односно, Но сега веќе многу предпоставувам да се добие диагнозата побрзо. Да, многу е. Веќе мислам дека се крена свеста на едно доволно ниво каде што може да се идентификува оваа состојба. Така што кога веќе ќе идентификуваме дека има некакви индикации за дислексија или за тешкотија со читање, понатаму веќе следните чекори се некако поедноставни и полесни. Кои ви беа најтешките периоди? Покрај тој проблем, веројатно и секако како доаѓаат и одминуваат годините, па верувам и кога доаѓа пубертетот и слично, тоа е сериозна битка. Битката почна во основно, продолжи во средно и кулминираше во високо образование. Јас сум дипломират на Природно-математички факултет, со тоа што еве ќе споделам за прв пат дел од испитите јас сум ги подготвил со мојата мајка, она ми читала мене, јас сум слушал незе за да одам на испит да заради тоа што лицата со дислексија имаат потреба од фонд кој е соодветен за да го прочитаат, заради тоа што има различни фондови, имаме и фондови сега и за лица со дислексија. Растојанието помеѓу редовите треба да биде соодветен, буквите да бидат поголеми, издебелени да бидат, за да може потешно и полесно да се чита. Тие се работите кои така ми останале белек, не би сакал ниту едно дете да го доживее тоа што сум го доживеал јас во основното образование, каде што место да бидеме заштитени ние на некој начин од наставниците, напротив сме биле мотивирани да читаме повише и повише, со тоа само психичкиот момент бил се поголем, се продолбочува, значи ти читаш од сите страни, ти викаат со поградни зборови и тоа е стварно непријатно во средно образование, не дај Боже да дојде македонски јазик, па се криеш да не те скорнат за читање. Тие се работи кои сакам да ги проговарам, да ги отварам како тема и да работим. Имавте ли вентил? Кој ви беше вентилот за да сето тоа некако се исканализира? Таа болка, таа која минува млад човек во тие години, тој притисок, бидејќи не е малку време, тој е поголемиот дел од денот, вие сте во училиште. Со тие луѓе надвор другарчињето, но најмногу е проблемот во училиште, видлив и е присутен. И тоа се сати и сати во неделата минати под таков притисок и живеејќи во таква агонија. Многу често децата и се затвораат и одбиваат одење во училиште, стануваат, не дај Боже, но има ситуации кај што се појавуваат, зборувавме нели суицидни мисли и така натаму, што е нималку пријатно. Каква беше вашата борба и кој беше каналот кој си го најдовте за да издувен, што велиме, вентил, сето тоа не влие до толку лошо на вашето здравје и на вашата психа? Тоа не можам да го одговорам. Не знам кој ми бил издувен вентил, претпоставам дека мотивот за успех и за напредок мој личен бил, претпоставам, мотивот. Не можам се да дадам конкретен одговор како сум се справувал.
Господ е голем, ме носел од една врата на друга врата, се со цел да ме донесе тука во студио да проговорам отворено, пошто претпоставам дека сум јас еден од ретките луѓе во државата кои ја отвара оваа тема. Голем број од нашите сограѓани не знаат за оваа состојба, се мачат, бараат чаре, но чарот е тука, значи нема. Да, луѓето кога имаат кога ќе се соочат со ситуации во младоста како што сте имале вие, стануваат вистина посилни и желбата да се докажат дека можат повеќе и дека може да успеат е поголема, што еве резултирало во случајов и со завршување високо образование, со успеси кои си ги бележите, си ги нижите и со непредавање. Тоа ми е единствениот мотив и мислам дека дислексијата ме натерала да не се предадам. Може и тоа ме водело, заради тоа што пак кажав, одредени работи можете да се кратат, но одредени работи ти се ти се зголемуваат, така да може тоа е упорноста. Приватно ви избегнуваат децата да ве дружат, затоа што го има тоа меѓу децата. Кога некој ете така, да не звучам лошо, покажувам со прст во моментот, нели во училницата и слично, или еве се е залепена еден вид етикета на детето, тоа некако потоа ланчано нели се врзува од една состојба во друга, па се пренесува една тоа на дружењето надвор од училиштето и под часовите. Имало такви работи, преска спомнав, значи имало моменти каде што човек не може да се чувствува комотно во просторите каде што е, заради тоа што имало сериозни, така, како кажам, и омалважување и навредување. Тоа секако се рефлектира со дечињата кои што сум учел јас во истој клас, каде што не ми се другари природно, значи другари имам јас надвор од образовниот процес, може би да речеме еве еден од тие моменти заради тоа што сум имал таква потешкотија да бидам тргнатно е во изминативе 2 години некако работите кои сум ги доживеал и врз основа на тоа што го читам како литература се покажува. Се покажува и во делот на основното образование и во делот на средното образование. Неколку пати го спомнувам дека јас бев последна генерација каде што се полагаа тестови за основно кон средно образование. Јас завршив во Колеан Дековски, но претходно аплицирав и него положив испитот по македонски и по математика во економската школа, заради тоа што лицата со дислексија не треба да имаат ограничување на времето на решавањето на тестот. А додека во современите држави, како што е, например, Англија, која што е врв, мислам дека во Европа, каде што 30% имаат лица со дислексија, тоа е некој официјален податок, каде што има и закони, прописи, правилници и се што, кажуваат дека треба да имаат и ментор, поточно читач, човек кој што им чита, така да тие се работи кои што сум ги увидел. Дополнително во литературата пишува дека тоа е наследно. Мојот татко има таков сериозен проблем со така со читањето. И јас како дете сум се прашувал зошто татко ми не чита течно. Не сум знаел и јас. Значи тоа е не знам за мојот дедо покојни Марко, но за татко ми знам. Он има исто така потешкоти во читањето, а литературата кажува во тоа време ниту имале. Додека кажува дека наследно е наследна таа состојба, јас имам и еве се борам и ќе се борам, пошто јас имам 2 дечиња, едно машко, едно женско. На сите доколку имаат некаква потешкотија, уште на време, со време. Не секогаш е така, не секогаш е, си изразува тоа пред се. Наследна дислексијата, да. Заради гените? Генетски е, се уште се бори науката со тоа да се открие кој ген е одговорен за тоа. Немаат истражувањата покажано точно кој генетски код е одговорен за тоа, меѓутоа е наследна и многу често ако веќе има во семејството некој со дислексија се пренесува на следната генерација. Но во училиште децата се или На ќерка ми е трето одделение, ја следат и дефектолози, логопеди, психолози и педагози, значи сега за сега нема никакво знаци, но синот ми е 3,5 години, така да он се уште е мал, така да ќе го следиме него се со цел доколку има нешто рано да се открие тоа, да се превенира со стручни лица за да не го доживее тоа што сум го доживеал јас. Кога човек знае ги има информациите, е веројатно многу полесно и ќе биде полесно за децата, за вас како семејство, да не ја поминувате голготата и битката која вие сте имале, бидејќи може да се функционира. Со ваква состојба одлично, значи нема никаква препрека човек да биде ниту успешен ниту да си ги завршува за сите да си ги исполнува цели, со тоа што само е потребно
што рековте, системски решенија кои одат во прилог на овие лица. Ништо не треба повеќе и ништо помалку од тоа. Ајде малку Sweet About Me беше така, за Sweet Boy, за ете кога се сладки децата во рана возраст и кога вистина треба да внимаваме да не ги скршиме, без оглед на тоа дали во моментот ќе има некаков проблем или ситуација. Ние сите сме одговорни за тоа. Возрастните зборувам. Благодариме за ова разнежнување. Сакате ли да пеете? Можете ли да пеете? Проблем ли било кога требало да се настапува во приредби? Да се научи нешто што е, да се биде дел од приредбата, затоа што треба да се научи текст, да се научи песна. Тоа се моменти кои се битни кога човек е, односно детето, можам да замислам како се чувствува. Тоа се бива одбегнувано од моја страна. Посебно кога имало текст, каде што песната треба да читаш и да ја пееш, каде што имало такви наследни како што ги спомнавте, секогаш било тоа одбегнувано, заради тоа што секогаш сум се тргал настрана, се со цел да не дојдам до допир со текст кој не ми е познат и да нема такви реакции како што имало многу пати на часовите. Кога е најдобро да се започне со третирање на дислексијата? Може ли вака во подоцнетна фаза кога дознава човек да се направи подобрување, да речеме, или едноставно да се влијае на таа состојба, или најдобро е во таа рана фаза? Секако раната интервенција е секогаш најдобра и тоа што порано, тоа подобро. Нема никогаш штета од прерана интервенција. Така што
може да се открие дури во предшколска возраст, затоа што најчесто првите индикации кои што се јавуваат кај дечињата или првите симптоми кои што се видливи се токму тие со однесувањето. Значи, оно што е навидум изгледа дека е неповрзливо со тешкотијата се појавува како манифестација заради неможноста овие дечиња да ја артикулираат својата тешкотија или процесот кој што го поминуваат. Така што секогаш кога ќе се забележи некој однесување кое што не е соодветно, нели за нивната возраст, кај сега зависи од секој детенце, меѓутоа многу често кај девојчињата е повлекување, кај машките агресија или несоодветно дури девијантно однесување. Ова се некои генерални податоци дека тоа е така, затоа и се сметало дека кај машката популација има повеќе лица со дислексија, меѓутоа тоа токму поради однесувањето кое што го пројавуваат, а не дека е научно така, да. Така што ако се приматат тие однесувања и симптоми уште на возраст или говорот ако се појави подоцна од она што треба, така што може да се интервенира уште на таа возраст. Диагноза најдобро е да се постави некаде од 7-8 години, кога веќе се описменуваат дечињата и почнуваат нели да читаат, односно се гледа дали ќе можат да ги препознаат гласовите што пишаните символи ги произведуваат. Токму тоа е и проблемот со дислексијата, кога пишаниот символ, односно буквата, не можат да ја поврзат со гласот кој што го произведува и понатаму да го поврзат во целина, во збор кој што има значење. Така што тоа е во македонски затоа што е ортографски транспарентен език е малку поедноставно, меѓутоа во јазиците како англиски на пример, каде што повеќе букви прават многу различни гласови, е навистина тешко. На оваа возраст секако сега може да се дадат некои техники и начини за како може да се олесни, доколку се спроведе интервенција и третман веќе колку е подоцна, толку повеќе комбинаторни техники имаат луѓето развиени со кои што се навикнале да се справуваат и веќе ги имаат доведено на ниво на автоматизам, па многу е тешко да се вратиме назад на основите и нели да им се. Со кои техники сега ќе кажеш, Марко, се Добро, јас сте наоружени? Од кога дознав, јас значи не седев со скрсени раци, напротив, бев неколку пати, бев неколку пати во Сдруженијето Еинштеин, но и во Велес има лица кои работат, може не стриктно со дислексија, но тука се логопеди, дефектолози. Има неколку техники кои јас, например, сега ги применувам. Значи, фонтот за дислексија го користам скоро секогаш. Обично имам кратки текстови кои што со малкуска вежбање може тоа добро да звучи. Многу е битно да има контраст. Значи, во последно време јас користам не бела хартија, туку жолта хартија, каде што со црни букви контраста би доаѓа до израз. Користам зборови кои што ми се многу познати, пошто јас поточно работев пред да бидам тоа што сум сега во Центарот за развој на Вардарски планински регион, кај што работев стриктно на програми и проекти. И тука некако се вртат некои зборови кои што се така више влезени во меморија и со пошто кажав дека луѓето со дислексија имаат фотомеморија, со самото гледање тоа са фотомеморијата па пред друг проблем, каде што некои зборови врз основа на првите 3 букви може да го издржиш да се изрази некако како што не е напишано, затоа треба малку да се чита поспоро за да не правиме грешки во читањето. Така да тие се некои техники кои што ги применувам од кога дознав дека ја имам дислексијата и тие ми помагаат. Може врз основа на јавните настапи струјца дознава дека им потешкоти и тоа ми го имаат кажано, но може препозната. Да, може да се препозна. Кингс Спич гледале филмот? На кралот? Да, со тоа што еден од проблемите со лицата со дислексија е заради тоа што текстот кој оди под ваквото, под нели сликата, луѓето што се изразуваат, не може да го дочитаат. И некогаш луѓето со дислексија не гледаат многу филмови заради тоа што не може да го... Сега да речем филмите со тематика околу проблемот на говорот и на јавните говори, сега да речем, вам во периодов и тоа како потребно да бидете подготвени за
Говорење се очекува од вас, не до може би до толку во секојдневието, но сепак Така е. тоа е работа во моментот, односно имате во моментов задача да и одговорност бидете присутен на јавни настапи, од вас се бараат изјави, треба да прочитате одреден текст за одредени во одредени нели ситуации. Тоа го прифаќате, го одбивате, а се спремате напорно бидејќи сте се фатиле на еден поголем предизвик. И одговорна функција. И одговорна. Да, да. А значи се спремам сериозно. Да. Јас во делот на изјавите немам никаков проблем заради тоа што темата и проблематиката ми е Позната позната. и може без, да. Да. Значи Нема потреба од читање. кога немам јас пред хартија, ми е многу полесно кога имам пред мене хартија. Тука ми е фактички како бастунче некое. Јасно. Кога немаш бастунче, знаеш дека мора да одиш. А кога имаш бастунче, ќе се фатиш. А така да кога ми е тука текстот малку ми е некако пречка. Кажав дека се спремам, се кратки текстови кои што обично ги читам, но со силни пораки кои што сакам да ги изразам, значи не е само како речеме политичарите зборуваат еден саат, Ништо не ништо не кажува. Така да јас се обидов некако за 2-3 минути да го кажам тоа што сакам да го кажам, за да се ослободам од текстот, и тие се работи кои што, значи имам до денеска проблем, но тој проблем од ден на ден некако се оттрга. Значи, кога дознав, имав едно смирување мое и душевно смирување, да. Тоа е Вториот големо момент леснување. кој ми се случи пред неколку месеци беше да неколку кандидати за градоначалници имавме обука за јавно говорење, каде што јас од обуката избегав. Тоа е една интересна работа, еден мој голем пријател, ќе го спомнам и сега, Зоран Литков, кој е представник на Советот на општина Велес и е познат актер, глумец. Го викнав и му кажав дека јас имам дислекција, како да се справам, вика, не треба да ми кажуваш, јас знам што имаш, пошто јас работам со деца со дислексија во делот на јавно говорење. Само ќе те замолам една работа да направиш, викам, кажи што треба да направам, вика, ја ќе излезам на бина, но и ти после тоа ќе излезеш на бина и ќе си го кажеш проблемот јавно пред сите. Значи таму имаше некаде 15 луѓе ме слуша, имаше мал милион луѓе кои беа вклучени во обуката и го кажав тоа што треба да го кажам, го прочитав текстот што треба да прочитам и добив аплауз од некаде 5 минути, Браво. каде што сите беа не знам, емотивно поврзани со тоа што... Тоа е многу битно. Од ова треба да И извлечеме... тука сакам да му се заблагодарам на Зоран за тоа што... Ја рекол дека ќе доаѓаат во емисија, да знаем веднаш ќе ве спое вака. Човекот кој што ме охрабри, кој што ми помогна, да го надминам и тој чекор. Има и успешни актери. Катина Иванова ни гостуваше. Елоквентна, многу успешна актерка која не криеше да зборува исто од типот на проблем кој не знаеш дека го имаш. Особено во професија актерка да имаш текстови, страници читање, говори кои треба да ги кажеш и така натаму, така да вистина е сериозен предизвик, само ако човек знае да се справи со истиот или едноставно најде и мотивација во проблемот кој исправен пред него во моментот, веројатно убав е ова пример да кажеме дека се може се. Може човек вистина да успее ако се избори со стравот, да не се затвори во себе, тоа е веројатно прво и основно, и да го бара решението, а за се во ова време во кое живееме, мислам дека апсолутно има вистина решение за секој проблем. Па и дополнително мотивацијата е многу голема кога ќе видите дека светски познати ликови имаат дислекција и зборуваат на без проблем за тоа, и тоа ми беше и мотивацијата. Не дека јас дека сакам да се равнам со тие ликови каде што на пример Алберт Ајнштајн има дислекција, Том Круз, Стив Џобс, значи тие се светски познати личности кои зборуваат отворено за таа работа, но една од мотивациите да покренам оваа тема на повисоко ниво беше... Беше ли малку градоначалник да станам за овие во основно и средно училиште? Затоа тропкам со пред па да им кажам ја како со мене се однесува, ќе се затвара, нема... Не, ја мислам за читањето сега ќе видите. Не, мислам дека немали информации ниту наставниците, ниту психолозите, педагозите, заради тоа што, како што каже, пред 5 години ние зборуваме за оваа тема, некаде на балконот 92-а некаде во Хрватска, кој е лидер во балконот за дислексија, додека, како што кажа ви пријаска, во 50-тите години се зборува во Англија. Во Англија има и специјални школи, значи отидени се многу напред во ова проблема. Но тоа не значи дека треба многу да каскаме. Каскаме ли многу за светот, земјите кои вие веројатно може да си направите
со оглед на тоа кои програми како се кај нас присутни, колку се оспособени основните училишта, преценели и подготвени за овој предизвик, за овие деца? Мислам дека во последно време има многу информации кои што им се достапни на основните училишта и воопшто на целиот образовен систем, барем за да идентификуваат дека има дете кој што има дислексија. Така што направија Ајнштајн со тоа заправи добра работа затоа што се покрена навистина многу свеста кај луѓето за тоа да се препознае дислексијата. Она што недостасува се следните чекори. Ние ќе препознаеме дека има дислексија, но што после? Не е само доволно да се диагностицира и да остане на тоа, затоа што доколку има некаква тешкотија, тоа што треба да се препознае и не треба да се игнорира во никој случај, туку да се действува понатаму. Достапни програми кај нас, видете, програми има неколку, односно има многу мал број на практичари, луѓе кои што се занимаваат директно со оваа проблематика. Еден од тие методи е Ортон Гинихем, тоа е оној метод по кој што сум јас сертифицирана и работам по него, другиот е Дейвис и има уште неколку други кои што се, нели, комбинација од повеќе различни техники. Меѓутоа, оно што најдобро е да се направи и од најголема помош ќе биде за овие дечиња е тоа да се направат акомодации на наставните програми во училиштата. Понекогаш не е потребно интервенција еден на еден да се изолира детето, туку да се вклучи во образовната програма со некаква цел. Значи, инклузијата е всушност и тоа. Треба да се почувствуваат дека се прифатени и дека нивното присуство има некакво значење таму. Физичкото присуство не е изолацијата и тргањето настрана е плюс додавање малку. Тука е многу специфично. Ако изолирате и кажете, добро, не си за во редовнава настава, има проблем, ќе го решаваме попатно еден на еден и слично, веројатно тоа прави уште повеќе проблеми и блокада. Може да направи, иако некогаш е корисно. Убаво е да се земе детето надвор од оние предмети на кои што се чувствува најмногу изфрустрирано. Тоа е најчесто во нашиот случај би било македонски јазик, затоа што на тој начин му се дава интензивна интервенција која што понатаму ќе аплицира во училницата и ќе му помогне да ги стигне, нели, соучениците од неговото одделение. Тоа зависи се од наставниците, од кадарот во училиштето и од тоа како ќе да се создаде средина во која што на тоа дете ќе му биде удобно со била каква интервенција, дали е еден на еден или е во училница. Тука сме ние едукаторите одговорни за тоа да направиме да биде училиштето безбедна зона за сите дечиња со која и да е тешкотија. Апсолутно. Ние сме овде малку и да ве релаксираме. Пуштиме, за тоа се тука и по Парбент. Ни подготвија уште нешто? Поглед очи во очи, значи спремни ли сме? I'm so above you, and it's plain to see. And I came to love you anyway. So you put my heart out, and I don't mind bleeding. And any old times to keep me waiting, waiting, waiting. Oh, 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 that I got love that keeps me waiting. That I got love that keeps me waiting. That I'm a lonely boy. I'm a lonely boy. Oh, 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 oh. That I got love that keeps me waiting. Well, your mama kept you, but your daddy let you, and I shield you down just to say, so you put my heart out, and I don't mind bleeding. Any old time to keep me waiting, waiting, waiting. Oh, 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 that I got love that keeps me waiting. Oh, 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 that I got love that keeps me
Ви благодарам по пар ден. Бевте ли осамено момче? Во младоста? Во одредени периоди да, во одредени периоди не. Знаев да се повлечам, многу размислувам, секој чекор што го направам, се должи на размислување, се со цел, па ќе кажам, да не се сгреши, заради тоа што грешката значи многу навреди, многу непријатни моменти. Ви се развили, чувствувате ли дека ви се разви можеби емпатија, разбирање за луѓето со некаков проблем, потешкотија во животот, затоа што вие сте минале низ условно речено пекол во раните детски денови? Тоа е така, да, заради тоа што инклузијата е многу битна работа во нашето општество и секогаш врз основа претпоставам дека тоа што сум го имал, јас сум го носел, секогаш имам разбирање и за сите пречки кои ги имале другите ученици, граѓани и никогаш врз основа на тоа што ми го правиле мене, ќе многу правам на другото. Значи имам јас една мотив, една реченица, не го прави тоа што не ќе да ти го прават, тоа што ми го правиле мене, јас никош не сум ни до ден денеска не сум го направил на никој друг, туку едноставно ги разбирам, ако можам да им помогнам, врз основа на работите кои сум ги имал професионално, сум помогал многу и за лица со посебни потреби, и за во Велес скоро и се отвори првиот нели центар за здржување на лица со преченост и прифаќање. Ја поздравиме нашата исто пријателка, Далиборка Златевска беше, ако не се лажам, презимето, ако не грешам. Драга ми е заради борбата и таа животна која имала. И тоа се вистина луѓе со има приказна животна специфична, тешка, но тоа е направило со уште поголемо срце, што мене секогаш овие луѓе ми се инспиративни, приказни луѓе и личности кои треба да ги дознае јавноста, од проста причина што верувам дека и на апсолутно повисоко ниво ќе ни биде свестен на сите за дека треба сме малку повеќе емпатични и да подадеме рака. Така да одскоро профункција и тоа кај вас, тоа е првиот и 5 чинам рече спомена дека ќе се отвараат. Да, тоа е првиот, се спрема во општина Чашка и во општина Градско така куќи кои што треба да бидат раселени фактички лицата од заводот во Димир Капија. Не ќе имавме отварање, беше министерката за традиционна политика, представа на Европската унија, пошто овој проект е финансиран од Европската унија, но Далиборка тука е лидер. Она работи со ЦЕПРОСАР, мислам дека беше невладината организација која го имплементира тој проект на ниво на повише општини. Она што го видов таму беше стварно човек да се со емоции да влезе, да излезе заради тоа што тие луѓе биле таму оставени со години без соодветен третман. Сега има топол дом, чиста средина, храна, луѓе кои работат со нив. Одлично, честитки баш да се најдев, бидејќи ајде верувам дека да не бидам погрешно сватена од ваша страна и од страна на политичарите кои се на одредена функција, емпатијата да биде на највисоко ниво, да треба да бидат пример пред се, да ги повлечат останатите во моментот бидејќи имаат одговорност, таа одговорност која носат со позицијата која им е дадена и функцијата која добиле во моментот, мислам дека е исклучително важна, односно треба да им биде јасно дека тоа повлекува токму тоа примери позитивни кои треба да бидат покажани на јавноста за да едноставно сите се препознаеме дека сакаме да направиме и плюс нешто и дека треба да бидеме тука едни за други за помош. Што друго се случува со обуките? Во Велес само се обуките кои ги подготвувате или има и на национално ниво ќе бидат тие обуки кои се подготвуваат? Во моментов да, се подготвуваме за обуки кои што ќе се случат во Велес и тоа беше, јас многу се израдував кога добив таа покана и тој повик за ова, затоа што е една многу благородна и убава иницијатива. Така што во април спремаме обуки кои што ќе бидат со сите основни училишта во Велес, односно со наставниците кои што се во основното образование од 2 до 5 оделенија. Тоа ќе бидат обуки во живо, каде што ќе се стекнат со малку подлабинско знаење за тоа како се препознава дислексијата и кои се следните чекори после тоа, односно какви стратегии можат во пракса да ги применат, за да им помогнат на овие дечиња додека се во училница. Тоа е за во Велес. Да. Само за во Велес.
се шегувам. Па добро, јас имам и уште една функција. Вардарски плански регион сум на својот председател, така да ќе почнеме да работиме од други 8 општини плюс во Велес, по чекор, заради тоа што и краток е временскиот период како што ја извршувам оваа одговорна позиција, но многу ми е битно и многу сакам тоа што сум го доживеал јас да не го доживеат децата и доколку е можно на каков и да е начин да помогнам во овој процес, но не само и во овој процес, значи не е само дислексијата тема, тука е дисграфија, дискалкулација, аутизам и други ред потешкоти, така да се што можам да направам, ќе направам од срце и нема да се штедам во тој дел. Ово е одлична завршница и така да биде, ќе ве држиме за збор затоа што ќе снимано е ова. Да. Ќе ве проверам за неколку години што е направено, до кај сте стигнале, што е се исполнето. Сакам да ви се заблагодарам искрено, вистина, за присуството. Што не реченица, ако дозволите, значи ова емисија, ова е мое прво излагање, прво јавно зборување на телевизија. Сакам да им дадам мотив и на моите сограѓани, но и генерално на луѓето во Македонија, дека нема пречки, туку само треба да има мотив, систем, родителите кои се соочуваат со нивните деца во делото на дислексијата да сватат дека тоа не е никаква ниту болест, туку тоа е состојба, напротив треба да се работи и дека со добра работа, со добри техники и методи можат сите соништа на децата што ги има да им се остварат. Така да ова као мотивација. Да, иако ќе се вратам, а се збогувавме, но само ме потсетивте родителите ваши го доживуваа сето тоа заедно со вас како проблем, како сериозен притисок и борба и тага и од самото непознавање? Да. Значи кажав јас дека татко ми со така има потешкоти со читањето, кажав дека мајка ми како работела со мене, но разбирате дека не знаеле они што се случува. Значи тоа што ви го кажуваат, знаеш кога е тоа, значи детето е мрзливо, детето нема концентрација, заостанува малкуцка во делот на читањето, така да но детето докажа дека тоа е пречка, можеби да само во моментот, дека во животот се може да се направи и да се успее. Така. Прекрасно е кога во предизвикот ќе се види потенцијалот. Тоа е она што во училиштата треба прво да го направиме. Така е, во предизвикот да се види потенцијалот. Тоа е тоа што ни треба апсолутно. Уште еднаш ви благодарам за присуството. Верувам дека влијаевме или ќе повлијаеме, дека ќе се обрне внимание во сиот тој процес на тестирање на децата рана возраст, гледање внимателно на проблемите, само за да се диагностицираат навремено, додека има решение за сите тие предизвици. Особено децата кога се во рана возраст и кога има потребна поддршка и ветер во грбот, не им треба изолирање, ниту пак дување и слично. Така да верувам дека се убави проекти, со исполнети проекти и убави и позитивни разговори во некоја прилика. Ви благодарам на довербата да излезете јавно прв пат и да ја раскажете вашата приказна, која повторно ќе речам, верувам само дека ќе биде и тоа како мотивирачка и прифатена од нашите граѓани и ќе биде пример за тоа дека вистина човек може се и потребно е само да се има емпатија, разбирање и можеме сите да живееме во една убава и среќна средина. Драги мои, секојдневни, односно секој пат гости во студиото по парт, завршниот збор ќе го оставам за вас, за тоа дека и велиме постојано животот треба да не биде песна. Некогаш е тажна, весела, исполнета со секакви бои, но особено е важно да не заборавиме во животот да пееме или срцето да ни пее. Ви благодарам за тоа што вечер бевте во Жилет.